Никаде во свет познат е податокот дека една од 10 породени пациентки има некое мало психолошко пореметување, да не повредиме никој. Значи, меѓутоа никаде прозорите не се за барикадирани и не се затворени. Не можеме ние да ги чуваме пациентките во затворен простор како да ни се затворени. Сепак е тоа убав момент и чувството на такви пациентки никаде во свет тоа не е пракса. Така да не е во ред и ние тоа го прашувавме дали може после овој настан еве да се затворат прозорите, зборував јас и со психијатри, зборував со луѓе кои што се компетентни за тоа и они викаат дека така пациентите секако па нема да се чувствуваат убаво. И никаде во свет тоа не е така. Се разговарале со Карин за актуелната состојба здравствена и како е резултатот? За жал пациентката е во многу критична состојба. Сега пред да се симнам надолу зборувам со директорката на Карин, кој што ми Докторка, во извештајот што го доставите до медиите, кажувате дека жената била вознемирена, разговарала психолог со неја. Дали претходно имала здравствени проблеми жената или едноставно таа е на постпородилна тоа во депресија? интерес на пациентката, ние не можеме да почуваме дали претходно или не, тоа вие можете да кажете сепак семејството, тоа што ќе го каже, меѓутоа тука немала некои посебни психички проблеми пациентката, освен тоа што била лесно вознемирана, не сакала да говори бебето, што не е прв пат, не е прв пат, но многу често. За тоа разговаравме со директорот на психијатрија и со неговите вработени да направиме една заедничка средба, да може да доаѓа психијатар, меѓутоа тоа сепак е табу тема и не знам како ќе ја прифатат пациентите, тоа сепак треба да се разговара и со Министерството, за да видиме да доаѓа еднаш неделно, барем за почеток, да се разговара со мајките, да се види каква им е состојба, да, бидејќи еве јас лично мислам дека на сите нас не треба психијатар, не е тоа дека на породените пациенти им треба. Значи на сите нас во современото живење им треба психијатриски совет. Како совет, не како терапија. Со каква возраст е прво дете или? Ова е прво дете на 39 годишна мајка. Во описот на действијата споменавте дека мислам ако не грешам вчера дека било донесена одлука да се види со психијатар, така претходно се видела само со психолог. Дали психијатарот успеал да се види со нејзи да изврши проценка или обидот се случил во меѓувреме? Во интерес на тоа ви кажав, јас значи семејството не се да кажуваме податоци воопшто за здравствената состојба ни претходна ни сегашна на пациентката, јас ви кажувам дека не е во некоја посебно вознемирена состојба, нешто посебно од останатите родилки.